Почитувани гледачи, добро вечер, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Вечерашната емисија започуваме со ковид статистиката во изминатата недела. Колешката Сузана Мицева работеше на тема ковид во Струмичката болница. Почна да се користи и новиот модуларен ковид центар во Струмица, поради зголемен број на хоспитализирани пациенти. Струмичката општа болница се соочува со проблем за сместување на нови лица позитивни на COVID-19. Според информациите што ги објави директорката на болницата Катерина Кузмановска, исполните се капацитетите на примарниот ковид центар сместен во хирушките амбуланти. Во модуларната болница се опфатени пациенти кои доаѓаат на дневна болница со полесна клиничка слика. Истовремено во модуларната болница има расположливи 37 болнички кревети кои можат да се стават во функција доколку има повторно зголемување на бројот на пациенти кои што треба да бидат сместени на болничко лекување. Во моментов се работи на реновирање на инфективното одделение, како и монтажа на централен довод на кислород што ќе овозможи уште 25 болнички легла со кислородна поддршка на инфективниот оддел. Сите пациенти на кои им е неопходно болничко лекување се навремено хоспитализирани и соодветно третирани, велат од болницата. Критично во моментов е и во општина Гевгелија, каде има 300 активни случаи на COVID-19. Мелки тоа што ќе се разбуди свест луѓе. Јас не знам како не може да разберат кога туку речи ајде да не бидам така или црно сценарија, веќе тоа во секоја втора фамилија веќе имаме несекан случај. Тоа не е добро, тоа е страшно. Погубно за Гевгелија и за околината. Имаме градови кои се 10 пати полоши од нас, меѓу тоа ние не сакаме да го стигнеме тоа, да се напреварува кој ќе биде полош. Лошо е во цела Македонија, лошо е во цел Балкан, во цел свет. Почнуваме на нова епизода, значи нов филм. Доктор Олумчев вели дека граѓаните мора да бидат внимателни, бидејќи во градот веќе има случаи на реинфицирани граѓани, кои по втор пат се заболени со COVID-19. На последната посета во Гевгелија, премиерот Зоран Заев зборуваше за околу пристигнувањето на вакцините. Кога и колку лекари се планирани да се вакцинираат и медицински персонал во онаа пратка која што се планира да пристигне во земјава и какви се односите по однос на договорите за вакцините кои што треба да пристигнат во земјава. Гледате дека и во земјите каде што е тргната и масовната вакцинација, и кај нас кој што се уште не, ние имаме вакцини само за здравствениот персонал, бројките соодветно на почитувањето на мерките и одредени периоди од годината се зголемуваат или паѓаат. Во моментот и кај нас и во земјите каде што имаме масовна вакцинација, бројките се зголемуваат за жал и доминантно според извештаите од здравствената комисија тоа е заради непочитување на мерките за лична заштита, односно олабавување на делот на одговорноста од страна на граѓаните во делот на носење маска, дезинфекција, бегање од групни дружби и така натаму и така натаму. Вакцини во нашата земја имаме повеќе од 11.000 стигнато, 4.380 вчера беше објавено од министерот точната бројка на вакцинирани здравствени работници и продолжуваме понатаму со таа вакцинација. До крајот на март ги очекуваме следните вакцини кои што ќе почнат веќе да се користат и следните групи на граѓани кои што се согласно протоколот на здравствената комисија. Тоа што можам да го објавам е дека до крајот на март очекуваме од Ковакс механизмот да стигнат 33,6 до 15 април 67,2 илјади или 67.200 или точно 31 март и 15 април 100.800 вакцини по Ковакс механизмот. Очекуваме од Pfizer исто така конечна потврда, заради тоа што таму беше ветено дека до крајот на првиот квартал, тоа е крајот на март, очекуваме и кинеските вакцини, можно е да стигнат. Лично се надевам дека дополнително ќе ни помогне кинеската амбасада и нашите врски со Кина, за да можат тие 200.000 кои што се нарачени, подпишани протоколи и слично, да стигнат до крајот на месецот, затоа што го чекаме и во посета кинескиот министер за одбрана, па би било сходно да направат дополнителни напори да стигнат вакцините од Кина. Рускиот амбасадор е на целосно посветен заедно со нашиот министер Венко Филипче за обезбедување на следните количини од Спутник, од тие 200.000 кои што се нарачани,
а овие денови ни соопшти од Европската Унија дека ќе треба да правиме и промена во законот заради обезбедување на гарантен фонд во државата за последици евентуални од Pfizer вакцините, за да може да се убрза постапката и од Европската Унија за добивање на вакцините. Ова го кажувам во сплот на сите активности што ги правиме како опиди да набавиме вакцини од секаде, каде што тоа е возможно. Јас се надевам дека до крајот на месецот март веќе ќе имаме вакцини за да почнат и другите групи освен здравствените работници. Повеќе земји се скептични кон AstraZeneca вакцината која што ние ја очекуваме преку ковак системот. Сметате ли дека ќе има отпор помеѓу населението токму за ова вакцина и како ние ќе се однесуваме со руските и кинеските вакцини за кои што пак Европската Унија вели дека граѓаните нема да можат да патуваат доколку Ставот на нашата земја пред се на здравствените работници, но и на политичкиот врв на државата е дека сите вакцини кои што се потврдени од соодветните здравствени институции се секако здрави. Ако кинеските вакцини се здрави за граѓаните на Кина, се здрави и за нас. Исто така и руските, исто така и европските, исто така и американските вакцини. Впрочем, ние имаме нарачено од сите вакцини кои што постојат. Она што досега го знам дека таа тема на дебата за AstraZeneca веќе е отстранета, иако во поново време пак се појавува во некоја земја и верувам ќе биде отстранета, посебно со тоа што ќе го соопшти Европската здравствена институција за лекови. Не го знам точното име, а знам дека денеска утре треба да има став за тоа, така да нема да се дозволи во нашата земја ништо што е барем со промил ризик да биде употребено. Ги следиме сите здравствени укажувања, решенија, одлуки, постапки и секако најмногу внимаваме на здравствениот аспект. Јас сакам да искористам приликата да апелирам секако до граѓаните да се пријавуваме за вакцинацијата, заради тоа што само на тој начин можеме и да победиме пандемијата. Во продолжение слушаме изјавата на Спасе Додевски, олинофренолог од Струмица, кој што е меѓу другото председател на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на децата во земјава за околу формирањето на МКФ комисиите, кои се всушност МКФ комисиите и што всушност ќе треба да работат истите, се со цел подобрување на имплементацијата на дел од членот од Конвенцијата за правата на децата, нивната имплементација во образовниот процес, нивната интеграција во процесот, но и извлекувањето на клучните сегменти од специјалистите кои што ќе работат во комисијата, се со цел да се забави процесот, односно да се упрости процесот околу уписот на децата, но и севкупно во образовниот процес. Методологијата предвидува секаде, значи во светот да во тој тим на едно стручно тело да работат специјален едукатор, рехабилитатор, психолог, социјален работник и медицинско лице, односно доктор педијатар би било најдобро да биде, но доколку го нема, општ лекар. Исто така има тука и техничко лице. Функцијата е да кога досега имаше се реализираше класификација, односно категоризација на учениците на деца со попречност и тоа беше многу краткотрајно, заедно мора да одат во Скопје за неполн пола час или еден час тие добива диагноза и од таа диагноза од тој наод не произлегува некои насоки во однос на тоа кои услуги или сервиси би можело да се добијат, се однесува само на одредени додатоци, парични додатоци, на одредени на образование и така натаму. Сега генерално со овој целокупниот овој процес државата всушност се задолжува, односно има повисоко ниво на одговорност кон граѓаните со попречност и кон децата, бидејќи кога МКФ стручните тела за проценка ќе дадат одредени насоки да се обезбедат одредени услуги, а тоа може да бидат лични асистенти, образовни асистенти, начин на реализација на наставата во училиштата, понатаму одредени парични додатоци кои следуваат и многу други услуги кои што државата сама себе се обврзува да ги обезбеди овие
овие услуги. Да, кажавме дека има објава за таа објава се однесува на јавен повик од Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори, кој што ги врши обуките за овие лица. Веќе имаше неколку генерални обуки на државно ниво, кои што ги вршеа експерти од Австрија, но сега на локално ниво тоа го прави Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори. Тоа се однесува на сите овие профили кои што ги спомнавме, да се јават ја искористувам ова можност да ги повикам сите заинтересирани, значи специјални едукатори, психолози, социјални работници, педијатри или општи лекари, да се јават на обуката каде што ќе бидат обучени да ја практикуваат овој метод. Го слушавме Спасе Додевски по однос на формирањето на МКФ комисиите, односно започнувањето на работа на истите, а во продолжение го слушаваме прилогот во кој што младинските организации од Македонија негодуваат по однос на донесените ковид мерки, имплементацијата на истите, а се со цел и вклучување активно на младите во истите, колку од нив ги има младите и кои се барањата на младинските организации од владата во следниот прилог. Само 8% од мерките за намалување на последиците од пандемијата кои ги спроведе владата на Македонија се однесуваат за младите. Истовремено пандемијата најмногу влијаеше на младите, заклучија младинските организации во новото истражување представено во документот Млади во криза 02. Ефекти од пандемијата врз младите и препораки до институциите. Владата во текот на пандемијата, но и во текот на кризата која се уште трае, спроведе 99 мерки, од кои нас не интересираат оние кои што се конкретно наменети за младите, односно онаму каде што се изречито наведени младите лица. Такви мерки беа 8, од кои 7 се специфични, а 8-та е продолжување на една мерка, која што е купувам домашно, кои што беа анализирани врз основа на толкав опфат има и каква е буџетската имплементација на истите. Она што можевме да го видиме со 8-те мерки се специфични за младите, како што се изричито се наведува како таргет група. Тоа е околу 8% од вкупниот број на мерки што се превземале од страна на владата, истакнуваат од ректор на денешната презентација на документот Млади во криза. Според нивните анализи на невладините мерки, најголема мерка за младите била купувам домашно, а останатите не биле целосно искористени. Тоа како што вели Малевски укажува дека бюрократскиот процес бил претежок или немале никаков едноставен пристап. Владата нема директни пристапи до младите. Се фокусира на студентите и средношколците, а генералната популација на млади не беше целосно опфатена, особено оние кои што ги изгубиле работните позиции, бидејќи ако имале на ум дека мерката за финансиски средства за оние кои што изгубиле работа поради кризата беше тесно врзана со стажот на младите, односно на сите граѓани, и мораа да ги исполнат одредени критериуми кои што најчесто младите ги исполнуваат и немаат пристап до таква помош. Оттаму напоменуваат дека владата не се консултирала со младинските организации и младинските здруженија во креирање на овие политики, па и затоа мерките не се целисходни. Заклучно со денешниот ден, југоистокот брои 800 активни случаи на ковид позитивни пациенти. Гевгелија е лидер во регионот по број на позитивни случаи. Во продолжение го слушаме прилогот на колешката Ивана Вангелова, во која што работи дека десетина негователки и воспитувачки во детските градинки во Гевгелија се позитивни на COVID-19, а од раководството велат дека за среќа позитивни деца на COVID-19 за сега нема. Повторниот налет на коронавирусот во Гевгелија не ги одмина ниту вработените во јавната општинска установа Детска радост, во чии клонови низ општината има десетина воспитувачки и негователки заболени од COVID-19, потврди директорката на установата Елизабета Стојменова. Вели дека поради ситуацијата во моментот згрижени се 500 дечиња, меѓу кои за среќа нема заболено ниту едно дете, и дека со помош на општината најдени се соодветни замени за заболените, така што воспитниот процес продолжува
продолжува да тече без никаков застој. Директорката Стојменова посочи дека минатата година, во периодот на пандемијата, кога градинките беа затворени, биле вложени повеќе од 5 милиони денари сопствени средства за подобрување на условите за престој на децата и вработените во централната градинка во Гевгелија и нејзините 5 клонови во општината. Покрај тоа Стојменова нагласи, успеавме да отвориме оддел за јасли во Миравци и да ја доградиме градинката во село Прдејци, за која се очекува согласност за доекипирање и изгрижување на 20 на дечиња. Годинава се очекува ветената подршка од Министерството за труд и социјална политика, со која ќе се прошират сместувачките капацитети во градинката Сончогледи за згрижување на уште 100 деца. А колку полицискиот час значи намалување на бројот на ковид позитивни случаи на генерално ниво и што значи полицискиот час за струмичани и колку тие го прифаќаат од прилогот што следува? Полицискиот час кој е воведен на 10 март, а кој истекуваше денеска, ќе продолжи да важи и во наредните 2 недели, а забраната за движење ќе биде повторно од 22 часот до 5 часот наутро. Комисијата за заразни болести следните денови согласно епидемиолошките анализи ќе утврди дали се потребни дополнителни рестриктивни мерки. Струмичани се согласуваат да продолжи полицискиот час. Дали се согласувате со воведувањето на полицискиот час од 22 до 5 часот? Мислите ли дека ќе смени ова нешто? Тешко да смене, тешко. Од слободни се сите кафичи. И преку дента. Па не верувам да смене нешто, ама шо знам. Може. Мислите ли дека ова ќе смени нешто? А треба и повеќе сати, не тие се малку. 5 до 5. Порано свак, посако. Кој е вашето мислење? Во мислење од 5 до 5. Најпаметно оти после 9. До 9 треба капањето. А младините дема дека и да се збира. Шо право деца цел ден на онлайн. Малку сакат и ваздух. А они не идеат на ваздух, се бутат кафичите. Целта на полицискиот час беше да се ограничи движењето и комуникацијата на младите, кои комуницираат во паркови или по домовите после затворањето на угостителските објекти, зашто беше констатирано дека тие се едни од главните преносители на вирусот. Комисијата за заразни болести и министерот за здравство Венко Филипче очекуваат на почетокот од неделава резултати од полицискиот час, од кој ќе зависи и новата проценка за воведување рестриктивни мерки, а кои би значеле изголемување на време траењето на полицискиот час и скратување на работата на угостителските објекти. На самиот крај од емисијата го слушаме прилогот на колешката Катерина Давчева, која што заедно со Црвениот крст работат на тема негователи на стари лица. Колку истите се потребни и од кога стартуваа обуките за негователи на стари лица во продолжение. Насушна потреба од лица за нега на стари изнемоштени лица. Ваква е оценката на Струмичкиот Црвен крст, откаде што за време на пандемијата и стапувањето во сила на рестриктивните мерки ја увиделе потребата од негователи во Струмица и микрорегионот. Ситуацијата со COVID-19 и ангажманот кој што го имавме, значи, со мобилните тимови, ни покажа колку е голема потребата, значи, за такви лица да се сертифицираат, за да може да дават таквата услуга, колку е голема, нели, да кажам, желбата на голем број на лица и во нашиот микрорегион, како исто така и на регионот, за да ги користат таквите услуги. Црвениот крст од Струмица преку повеќе проекти обучува 100 сертифицирани негователи за работа со стари лица, но и лица со интелектуална попреченост и слепи лица. Првата група на сертифицирани негователи, кои што исто така се финансирани од Австрискиот Црвен крст. Ваквите негователи, значи, на терен ќе работат и комерцијално и ќе има можност и сега кој ќе се сертифицираме како давател на услугата помош и нега во домот, да ги ставиме во функција да дават услугата и во Струмица, исто така и во самиот микрорегион. За тоа колку е голема потребата, посебно во нашиот регион, би спомнала дека трите општини,
добија значи грант од Светска банка за да ги развиваат таквите услуги. Ние со нашиот партнер значи Отворено срце во Струмица ќе ги обучуваме околу 30 негователи за да дават услугата во Струмица, а ние со Василево и со Ново село исто така ќе обучуваме негователи за да можат таквите услуги да ги испорачуваат на лицата кои што се нивни жители и на кои што им е, се разбира, многу потребна таква тип на услуга. Освен старите лица, значи ќе бидат офатени лица со интелектуална попреченост, а исто така и лицата кои се водат како изнемоштени лица и слепи лица. Од Црвениот крст напоменуваат дека од мај годинава треба да почнат и самите преку нивни сертифицирани негователи да даваат услуги за помош на нега и стари лица, што ќе биде финансирано преку Министерството за труд и социјална политика и преку центрите за социјална работа. Ова беа содржините кои што ги подготвивме за овонеделното издание на емисијата Тавоординација. Ви благодариме што и неделава бевте заедно со нас. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.